Почитуван председателе, почитувана колешке Рокерке, моето процедурално обраќање е во врска со член 135 став 4 и член 136 председателе. Имено во дописот кој ни е доставен за овој закон, инаку да знае јавноста зошто е овој закон. Овој закон е за да се протнат неписмените кадри на ДУИ кои одваи го владеат македонскиот јазик да бидат судии во иднина и јавни обвинители. Тоа е предлог законот. Бидејќи не положиле, сега ќе им се овозможи писмено да им се додадат поени за да тие бидат судии. Исто како од драч со тие фалсификуваните, ако ви текнува дипломи за англиски јазик, кои што појма немаат да бекнат, не знаат пресуда да прочитаат. Сега председателе до вас ми е. Член 135 став 4 вели: кога предлогот на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската унија, број и датум. Следниот став: со предлогот се поднесува изјава за усогласеност, подпис од министер и јасно наведување на актот на унијата со кој е извршено усогласувањето. Ваква кореспондентна табела и изјава отсуствува во списите, кои што нас ни се доставени. Од тука вие сте биле должни да постапите последниот член, а тоа е следново: ако предлогот на закон не е подготвен во согласност со одредбите на Деловников, председателот на собранието, пред да ни го достави нам, на пратениците, ќе побара од предлагачот да го усогласи со, ако не го усогласи во рок од 15 дена, се смета како да не е поднесен. Зборот ми е, дали сефтето ќе го почнуваме и со вас како со талјат за несовесно вршење на служба, да почнуваме да ви поднесуваме кривични пријави, бидејќи ова се процедурални аспекти. Значи, нека фалсификува Рокерката едно изјава, едно соопштение, па тогаш не ќе ја поднесеме таа кривична пријава. Во овој случај ризикувате вас да ви ја поднесеме, затоа што се сеќавате и во пресудите на Груевски стои таа флоскула. Го довел парламентот во заблуда. Вие сега нас не носите во заблуда. И како е можно еднаш да е европско знаменце електронско полагање, втор пат да е пак европско знаменце писмено полагање? Што е европски сега? Или е едново, или е другово. Не може да се и двете европски. И тие флоскули дека морало законот кој е изменет со европско, да го менањаме па со европско, окей, подпишете таква изјава, за да вие после одговарате, а не спикерот. Значи, процедуралното ми е, зошто председателе не сте постапиле по член 136 да и го вратите на предлагачот на доуредување пред нас да ни го доставите без кореспондентна табела. Ви благодарам.